Последната сообраќајна несреќа на патот Градско Прилеп, во која загинаа 2 лица и има уште неколкумина повредени, го отвара повторно прашањето: колку е безбедно возењето на македонските патишта? Според сообраќајниот инженер Игор Митревски, патиштата во Македонија не се безбедни, не се одржуваат ниту пак имаат соодветна сигнализација и заштита. Тој алармира дека институциите треба посериозно да постапуваат со патната инфраструктура во земјава, а тоа значи многу повеќе да се вложува во одржување и изградба на поквалитетни патишта. Генерално мислиме дека Македонија има релативно небезбедни патишта и една од причините е и ова што го гледаме секојдневно, значи голем број на сообраќајни несреќи во кои имаме жртви повредени. Изминатиот период или во годините наназад бевме сведоци и на европски земји во кои што имаше аномалии од типот на проект или проектирана инфраструктура со, не знам, одредена дебелина или треба да имаме инфраструктура со дебелина 10 сантиметри, меѓутоа ние добиваме инфраструктура или патна инфраструктура со дебелина од 7 сантиметри. Бројките говорат дека најголемиот број на сообраќајни незгоди со тешки последици се случуваат од мај до август, особено за викендите. Според Митревски, сега, кога е зголемена фреквенцијата на возила кои транзитираат низ земјава, се зголемува и ризикот за сообраќајни незгоди, а во голем дел од нив завршуваат со смртен исход. Нацрт предлозите за измена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата вклучува затворска казна или задолжителна затворска казна за лицето кое што предизвикало сообраќајна несреќа во која што имаме жртви или тешко повредени, и таа треба да биде некако каскадно градирана, и тоа е пример на многу европски држави. Сметаме дека би било во функција на намалување на бројот на жртви во сообраќајот. Митревски апелира дека државата треба конечно да ја стави во функција Агенцијата за безбедност во сообраќајот, со која би се подобрила безбедноста на патиштата, а со тоа би се намалили бројот на жртви во сообраќајни незгоди. Последните статистики од МВР говорат дека само во периодот јануари-мај годинава животот го загубиле 44 лица.